Ја гледав синоќе емисијата на Миленко, не синоќе, туку доцно во ноќта, во која што по кој знае кој пат шират омраз меѓу нас македонците. Ја гледав не затоа што сакам да ја гледам, туку затоа што во таа емисија главна тема беше достоинство и јас како претседател на достоинство, Стојан Чангелов. Цела емисија. Спинерите на ВМРО ДПМН се чудат како да ја спинуват реалноста. Го гледав како Миленко не убедува нас гледачите дека толку е нормално Талат Џафери да биде министер за одбрана, па тој порано бил заменик. Уште што се гадости не искажа во таа емисија. Го гледам и си мислам, додека има такви луѓе како Миленко, како Латас, но и многу други платеници на овој режим, ќе се шири расколот меѓу нас македонците, сите останати честни граѓани на Македонија. Се враќам 100 години назад, па треба ли да се чудиме зошто кога некои други народи формирале своји држави, ние не сме успеале. Не сме успеале токму од такви како нив. Наместо да зборува да се сплотеме, ако имаме политички разлики во ред, да ги имаме. Но дали Талат Џафери треба да биде министер за одбрана? Дали Рамуш Харадинај треба да има одликување од Македонија? Ваквите платеници прават голема штета на македонскиот народ, но ние како достоинство си земавме една света задача, една света обврска, да почнеме еден процес на се македонско обединување на сите македонци, каде и да се во светот, не само во Македонија, туку и во поробените делови на Македонија и во диаспората. Кога пред 100 години Македонија била поделена и распарчена на 3 дела, помеѓу Србија, Бугарија и Грција, и еден мал дел останал во границите на Албанија. Но, за жал, само македонците кои што живееја на територијата на Србија, успеаја да си формират своја држава. Не и забележувате, има овде една господја која што има некој ментален проблем. Но ние македонците кои што сме биле под српска окупација сме успеале да формираме своја држава. Но за жал македонците кои останале под бугарска окупација и под грчка окупација до ден денес не создадоа своја држава. Но илузија е ние денес како нашите сограѓани екстремните албанци шириме некакви идеја за обединување. Но сметаме дека соседните народи, србите, бугарите, грците и албанците треба да извршат притисок врз нивните влади, врз нивните партии, да го кренат гласот против нивните владеачки гарнитури, затоа што она што ни се случува на нас македонците навистина е една голема неправда. Српскиот народ ни се представува како најголем пријател и јас така и го чувствувам. Но факт е дека Српската православна црква не ја признава Македонската православна црква. И ние... Но тоа не е став на србите, на српскиот народ, кој што сметам дека поголем дел од него нас македонците многу не почитува. Затоа ние како достоинство ќе започнеме еден процес кој што ќе биде макотропен и долг, но ќе упатеме апели директно до српските граѓани да извршат притисок врз нивната црква, врз главните луѓе врз нивната црква, врз нивниот синод, да ја признае нашата света македонска црква, бидејќи иронијата е многу голема. Токму од нашата света македонска црква, од светата Охридска архиепископија, потекнува и српската црква. Апсурд е денес една црква која што потекнува од нашата црква да не ја признава нашата црква. Но сметаме дека нашите соседи Срби ова ќе го разберат и ќе ни помогнат да исправиме оваа повеќе децениска неправда. Воедно ќе апелираме и до бугарите, како што некои ги нарекуваат браќа бугари, но дали навистина се наши браќа бугари? Ако навистина не доживуваат како братски народ, зошто не го признават нашиот народ? Зошто не го признават нашиот јазик, туку ја признават само државата? Затоа во еден подолг процес ќе апелираме и до бугарскиот народ да извршат притисок врз нивната влада и владеачки партии, влада знаете дека сега немат, да го сменат односот кон нас македонците, бидејќи никој не може нас да не убеди дека ние сме бугари, срби или грци. И најчувствителното прашање, нашите соседи грци кои што комплетно негират и не убедуваат
дека ние сме некакви словени кои што дошло зад Карпатите и што уште не и не го признават нашето име. Ние ќе апелираме до грчкиот народ да изврши притисок врз нивните владеачки партии, да ја сменат политиката кон Македонија, бидејќи ние македонците имаме право да се нарекуваме така како што ние цениме, така како што ние сакаме, така како што ние се чувствуваме. На крај, последниот и еден од најгорливите проблеми со нашите сограѓани албанци, но не со сите албанци, само со екстремните албанци. Јас во сите мои јавни настапи зборувам исклучиво за екстремните албанци. Никогаш не сум зборувал за сите албанци. Во Македонија живеат мирољубиви албанци кои што ја сакаат нашата држава, исто како и ние македонците и сите останати граѓани. Но факт е дека оно што се случува последните години, јас ќе кажам особено последните 2 години, од подпишувањето на она амнестијата на злосторниците фатени со хашките случаеви, тоа не води кон подобар соживот. Дали ако некој на вистина сака во Македонија да имаме добар соживот меѓу албанците и македонците и сите останати граѓани, го оправдува амнестирањето на злосторници кои што се изживувале врз невиното цивилно население. Зверови кои што од улица собрале невини луѓе, ги малтретирале, сексуално се изживувале врз нив. Пишувале со ножеви по нивните грбови. Зверови кои што киднапираа македонци, ги искасапи и ги убија, до ден денес немаат доблест да кажат каде се нивните гробишта, барем нивните блиски да ги откупат нивните останки, да запалат свеки, да ги погребат по нашите христијански обичаи. Дали води кон соживот она што се случи кога министер на одбрана заедно со офицери на Арама во униформа на Арама отидоа да се поклонат на споменик на Учака? Дали е во духот на Охридскиот мировен договор и дали оди во прилог на меѓуетничкиот соживот градењето, отварањето на 2 музеи на Учака во Македонија, од кој што еден е во Скопје, од овде на 1 километар во Чај. Музеи на екстремистичката Учака која што ги уби нашите браќа, која што сакат и македонски синови, која што сакаше да отцепи дел од македонската територија. Такви 2 музеи ние денес имаме во Македонија и тие зборуваат за меѓуетнички соживот, тие екстремните албанци. Дали оди во прилог на меѓуетничкиот соживот градењето на споменици на ветерани од Учака, и тоа на само неколку километри од главниот град на Македонија, Скопје, и да биде иронијата поголема, во Радуша, која што е само на неколку километри од Скопје, изградија споменик на Адем Јашари, идеолог на косовската Учака, кој што нема допирни точки со Македонија. Освен што неговата екстремистичка организација со цели вооружени формации, со цели водови 4 батальони влегуваше на македонска територија и убиваше македонци. На тој идеолог на Учака му изградија споменик и тоа качен на тенк од Арама. Зарем тоа не е провокација? Дали тоа води кон соживот? И после ние сме биле екстремисти, ние сме биле националисти, ние сме биле шовинисти. Дали преминувањето на училиштата со борци на Учака и со други некои балисти води кон подобар соживот? Тие се наши македонски училишта. Нека си отворат нивни па како сакат, нека си ги викат. Нека не ги земат нашите училишта кои што сме ги граделе со децении наназад. Ние, македонците и сите други честни граѓани на Република Македонија. Знаете дека стават имиња на балисти. Балисти кои што вршеле злосторства за време на Втората светска војна на улици во Западна Македонија. Истите оние балисти кои што нашите партизани ги прогонуваа се додека и последниот од нив не го убија и не го неутрализира. Ние денес на таквите балисти градеме споменици, по нив се викат улици, училишта во Македонија. Изборуваат за соживот. Тие биле за соживот, а ние сме лошите. Ние денес затоа што се собравме сме праќале лоша меѓуетничка порака. А тоа што тие се собират
само на еден повик над нивниот оча, тоа не е проблем, тоа може, бидејќи тие се заштитени со закон. Секогаш кога нешто не е погодено, веднаш се жалат кај меѓународната заедница, веднаш го барат Бадентеровото правило. А зошто не го почитуваа во Тетово, кога македонците советници излегоа од сетницата и кога му дадоа одликување, титула почесен граѓанин на еден злостурник кој што има извршено тешки кривични дела, убиства, силувања, киднапирања, кој што требаше да остане во Хаг, кој што не е осуден само затоа што ги уби сведоците, убија 9 сведоци, другите се исплашеа. Зборувам за командантот на УЧК Рамуш Харадинај, кој што денес е почесен граѓанин на Тетово. И тие нам ни зборуват дека тоа одело во прилог на нашиот меѓуетнички соживот, дека ние сме биле шовинистите. Не е така. Достоинство ќе каже дека не е така и ќе кажеме стоп на ова што се случува. И за крај, од последната дразба, но многу силна дразба од нивна страна, ставија командант на УЧК за министер на македонската армија и целите срекни истиот ден на нивниот официјален сајт, на сајтот на веб страната, односно на фейсбук профилот на ДУИ, напиша УЧК начело на Арама. И овие платениците како Миленко, Латас и другите, да не ги набројувам, не убедуват дека Талат бил добар дечко. Он во 2001 година не убивал. Он немал испукано ниту еден куршум. Па јас ќе ги прашам дали Хитлер пукал во војната, во Втората светска војна. Тој истиот Талат се одметнал од нашата македонска армија и ја прекршил светата заклетва која што ја дал. Облекол униформа на УЧК, влегол во таа екстремистичка формација, подготвен да убива и да дава наредби да се убиват македонски полицајци и војници и припадници на резервниот состав. Зарем тоа е малку? Па потоа зборуват, па како тој бил заменик од 2004 во 2006, ама ние тогаш не сме се бунеле. Не е точно, се буневме и тогаш, не вака на јавни места, но секаде каде што имавме влијание, зборувавме против владата на СДСМ и затоа ја соборивме во 2006 година. СДСМ ја плати цената на таквите постапки. Но денес ВМРО ДПМН не убедува дека тоа било нормално, а да не зборувам дека тогаш Талат беше само заменик министер. И нека не ве лаже дека исто имал тој пристап до безбедносните сертификати. Не е точно. Може тој да има 100 сертификати. Ако министерот не му дозволи да има увид во одредени документи, нема да ги има. Знаете дека тој што е на врвот на хиерархијата, секојаш може да го прескокне оној што е под него. Затоа сите аргументи на Миленко, Латас и другите се тотално неиздржани. СДСМ ја плати цената, но денес СДСМ е помудра и ние во нашите разговори знаеме дека никогаш во СДСМ, во владата која што ќе ја формираме, и тоа многу брзо, нема да дозволиме команданти и екстремисти од УЧК да бидат министри за одбрана и внатрешни. И ќе ви кажам уште една работа. Дури во ДУИ, кога разбрале дека Талат Джафери станал министер за одбрана, не верувале. Дури ни тие не верувале дека овие до толку ќе ги попуштат командант од УЧК да стане министер на одбрана, на армија. Но јас ве прашувам, што е следното? Што е следното кое што тие ќе го побарат, а оваа влада ќе го даде? Оваа влада од ВМРО ДПМН, мојата поранешна матична партија, која што во своето име ги има светите 4 букви ВМРО. Но јас не зборувам овде за целата партија. Зборувам за неколку луѓе кои што ги осквернавеа овие 4 свети букви. Замислете, внатрешната македонска револуционерна организација, Демократската партија за македонско национално единство, го стави Талат Джафери од УЧК, Ослободителна народна армија од Косово, за министер за одбрана. Какво е тоа ВМРО? Затоа и ги повикав, нека го вратат името во историјата. Нека не го поганат ова за нас македонците свето име. Но ние како достоинство нема да стоиме и да гледаме од страна. Ние ќе преземеме се што е во наша моќ
да го испереме овој срам од нас македонците и од сите други честни држави на честни граѓани на нашата држава. Затоа и покренавме една иницијатива за собирање на 150.000 потписи за распишување на референдум на државно ниво. Па сите македонци и сите граѓани на Македонија да кажат дали Талат Џафери треба да биде министер за одбрана. А не тоа да ни го кажува Миленко и Латас дали тој требало да биде или не. Нека не се плашат од народот. Јас сум убеден дека ние ќе собереме без проблем 150.000 потписи. Како што каже една господја 300.000. Може би 300.000 не, но 160.000. Јас сум убеден дека во Македонија има 150.000 граѓани, македонци, турци, власи, албанци, срби, хрвати, босанци и други кои што ќе се потпишат за оваа наша граѓанска иницијатива. Иницијатива во која што не сакаме да го плеткаме Сојузот за еднината. Иницијатива на македонските бранители, иницијатива на достоинство, политичка партија која што директно произлегува од македонските бранители, кои што последни се бореа за оваа држава, кои што последни бевме подготвени да загинеме за нашата држава, кои што последни дадовме дел од нашето тело, дел од нашата крв, за да можат тие денес да се играт премиери и министри. Затоа, пак ќе прашам, што ќе биде наредното кое што екстремните албанци ќе го побарат, ако ние не кажеме стоп, доста е, не може веќе вака. Затоа одлучивме да ја прошириме нашата иницијатива и на неа, на референдумот, да бидат поставени 3 прашања, односно тоа ќе бидат како 3 посебни референдуми, од кои што првото прашање ќе се однесува токму на хашките случаеви, на злосторствата кои што се опфатени со хашките случаеви. Ќе побараме граѓаните на Република Македонија да се изјаснат дали се за да бидат амнестирани убици, злосторници, цверови. Па граѓаните нека кажат, а не Латас и Миленко, а тие нека квичат колку сакат и нека зборуват и за достоинство и за Стојанче Ангелов. Кој брана Талат Џафери додека љубе нас капува во затвор и како може да не и биде срам. Едниот наш херој е во Хаг, во затвор и се надеваме дека што порано ќе дојде меѓу нас. Другиот наш херој од 2001, братот Љубе, без разлика кој од вас што мисли за него, денес е во занданите во Идризово. А командантот на УЧК денес е министер за одбрана. Злосторниците од УЧК кои што силувале мажи, денес се шетат меѓу нас, може овде стоат и гледат, јадат и пијат, а Љубе капе во затвор. Е тоа нема да го дозволиме. Второто прашање, кое што ќе го поставиме на овој наш референдум, зборувам наш на сите граѓани кои што се сакат својата држава, ќе биде дали сте за припадници на екстремистичките и паравојни групации од УЧК да може да бидат министри за одбрана и полиција? Дали сте за? Ние покажавме добра волја. Еве, во нашето референдумско прашање ќе те ретерираме, ќе се повлечеме од делот што се однесува на Министерството за правда. Така ни сугерираат правници за да ни помине иницијативата. Но ние сметаме дека од морален аспект е ненормално, неиздржано, неоправдано лица кои што биле во УЧК денес да бидат министри за одбрана или за внатрешни работи. Не само денес, во наредните 100 години. Значи, ние не зборуваме за сите албанци, не зборуваме за честните албанци, ние зборуваме за луѓе кои што биле во УЧК. Истите, оние кои што пукале на армијата и полицијата, да не може сега да бидат министри на армијата и полицијата. Зошто Талат Џафери, ако беше толку маж, не отиде вчера кај волците на нивниот голем ден, на денот на формирањето на оваа единица? Како Талат Џафери ќе даде пакетчиња на Нова година на децата на загинатите бранители, од кои што можеби убил нечи татко? Затоа нашето второ прашање ќе биде да не можат ветерани од УЧК да бидат на овие две клучни позиции
И нека не ве лажа дека тоа е шовинизам или дека се косело со уставот и правата. Па тие, ако навистина се заинтересирани за соживот меѓу нас, граѓаните на Македонија, самите треба да бидат свесни дека не треба да прават вакви провокации. Третото прашање на кое што ќе побараме одговор, но одговор од македонскиот народ, а не од оној Миленко и Латас кои што секаде гледат предавници. Македонскиот народ да каже дали припадниците, ветераните од УЧК треба да бидат израмнети со нас, бранителите. Дали оние кои што напаѓа треба да бидат израмнети со оние кои што си ја бранеа својата држава, со оние кои што спречија да биде отцепен дел од нашата територија. Затоа вие, граѓаните на Македонија, како ќе одговорите? Се разбира не. Нема да дозволиме. Бидејќи ви кажувам, ние имаме информации дека следното е решавање на проблемите на ветераните од УЧК, не на бранителите. Имаме информации дека овој компромис, меѓу другото со Талат сега треба да го пушти законот за бранители да помине, но истовремено да бидат вметнати ветераните од УЧК во тој закон. Тоа не го сакаме, тоа нема да го дозволиме. Нека нема ништо за нас, но за нив никогаш нема да дозволиме права во оваа држава. Нема да дадеме легитимитет на насилство. За крај, ве повикувам без разлика на етничката припадност, на верската припадност, па и на политичката припадност, да дадете голема подршка на нашата граѓанска иницијатива. Бидете си тие кои што сте ВМРО, ДПМН или СДСМ, ЛДП и така натака, колку сакате тоа што сте. Но ова е наше национално. Ние зборуваме за национална платформа на македонците. Крајно време е и Ману да направи една државна стратегија за наредните 100 години. Да не лутаме, да не талкаме. А јас кажав дека ова е само еден од нашите чекори. Бидете стрпливи, нашата граѓанска иницијатива за неколку недели ќе влезе во собрание. Дене само бараме од оние кои што сте од Скопје да се подпишете во една тетрадка за идната недела да ве контактираме да ги дадете иницијалните 100 подписи со кои што ќе можеме да ја започнеме формално нашата иницијатива во собрание. Потоа во рок од 3 дена председателот на собранието треба да не одговори дали иницијативата уредна или не. Ако нашата иницијатива е уредна, продолжува да тече друг рок, после кој што ќе можеме да започнеме со собирање на подписи. Но ние тоа така ќе го натемпираме да завршат локалните избори. Не сакаме нашата граѓанска иницијатива, која што е од силен национален карактер, да биде помешана со локалните избори, за кои што очекуваме многу валкана кампања, како што вчера најави премиерот Груевски. Затоа за крај се заблагодарувам на вашата поддршка. Подпишете се во нашата тетрадка и ќе ве контактираме да дојдете идната недела за да ја започнеме нашата иницијатива. Да живее Република Македонија!